Што се случува со момчето од кога почина неговиот татко, беше сместено во згрижувачко семејство? Каква е ситуацијата? Значи 15 годишното момче од Гевгелија беше донесено од страна на меѓународните организации, каде што преку труд и социјала заедно со соработка со нас најдовме згрижувачко семејство кое што го зборува арапскиот јазик за да може детето да комуницира нормално и да функционира. Исто така тој има брат кој што има престој во Германија 2 години и го чекавме значи да пристигне. Тој вчера пристигна на македонска граница, но за жал не можеше да влезе бидејќи нема соодветен пасош за да влезе на граничниот премин со Гевгелија. За жал никој не отиде да го пречека од организациите, иако некои од нив ветија дека ќе одат да ја објаснат на полицијата дека се работи за син чиев татко почина во Гевгелија, така да 25 годишното момче преноќи на гевгелиската граница. Тоа е момчето кој што го чекаше, што требаше да го донесе. Неговиот постар син од Германија. Денеска со брзата интервенција на старателката на малиот доделена од труд и социјала успеа да информираат граничната полиција и МВР дека човекот мора да влезе на граница и да го земе значи својот татко кој што се наоѓа на судска медицина и да се завршат тие процедури. Значи во овој случај тој е веќе во Македонија, полицијата го смести во соодветно во автобус, го чекаме да пристигне секој момент да ги завршиме процедурите за да може да го зема телото на својот татко или ако одлучи да го погребе во Македонија, иако неговата желба е никогаш повеќе да не се врати во оваа земја. И заедно ќе замина, така? Па да, значи сега се обидуваме да најдеме начини каде што ќе биде погребен неговиот татко, бидејќи сепак има законски пречки. Тој е само сириски државјанин, каде што нема престој во ниту една друга земја. Сепак Македонија како опција стои бидејќи земјата на каде што починал е Македонија, но сепак ќе видиме каква е волјата на семејството и законските можности кои што ги има. Тие се длабоко потресени, таткото, децата се, значи, помалото синче страда од тешка депресија, каде што да не беа некои институции, некои службеници во институциите, Господ знае колку ќе го чекаше брат му да дојде или некои процедури да завршат. Значи, ние сме ужаснати од целата ова негрижа на некои организации кои што ветија дека ќе убрзаат вакви процедури, но на крајот тоа падна на грбот на државните институции во чија не е надлежност ова. Знаеме колку тие имаат крути и стрикни правила на постапување. Што се случува со жената која што се породи во Гевгелија? Таа си замина од болница, ќе остана тука или? Денеска ќе бидат пуштени, значи активистите ја посетија, бебето си доби многу облека, многу грижа од Гевгелиската болница и од персоналот. Тие денеска ќе заминат затоа што веќе 6 ден како се во болница, иако на нашето инсистирање да останат во Македонија малку подолго затоа што сепак се работи, тие инсистираат да го продолжат патот назад, да го продолжат патот кон Европа, додека границите се уште се до некаде отворени. Така да тие се среќни, позитивни, и болницата некако е освежена и нека интересна атмосфера владе во Гевгелиската болница. Мило име што определен таков среќен чин за едно такво семејство. Но за жал, значи ги чека еден макотрпен пат. Каква е ситуацијата на меѓузоната? Се знае ли колку луѓе таму чекаат? Значи, меѓузоната е многу чувствителен простор, бидејќи се наоѓа со соседна земја во која што немаме толку добри билатерални односи и многу чувствителниот аспектот на движење на цивилно население како нас. Но се надеваме дека ќе се среди. Значи, состојбата во меѓузоната е ужасна, значи страшна и алармантна. Тоа што го има во првиот ред на меѓузоната поблиску до Гевгелиската граница, до Гевгелија, се 500 мигранти кои што ги обезбедува полицијата, но понатаму како внатре влегуваат, како што мигрантите нарекуваат џунглата, внатре значи бројот сосема е непознат. Тоа што може да го видите од грчка страна кога ќе поминете, дека се реки луѓе кои што се слеваат во меѓузоната. Грција сосема ги пропушта. Така да тие се сите на македонска страна, гладни се, жедни се, по 5 дена седат таткото и детето
посведочењето на детето кој што е во Скопје дека 5 дена седеле во меѓузоната со многу малку храна и вода и никаква медицинска помош немале во. Тогаш се уште не чувствувал некакви тешкотии по здравјето, но значи во меѓузоната имаме премногу жени, деца, трудници, стари луѓе изнемоштени кои што се држат во нешто што ние го нарекуваме логор. Бидејќи тоа не се човечки услови за седење на толков број луѓе и на такви луѓе кои што се ранлива категорија, имаме слики кои што се страшни и алармантни. Дали легиси имаат право да влезат таму, ги посетуваат? Не, само Црвен крст има право да влегува, како што кажав, многу е чувствително, се работи за меѓузона која што контролирана од 2 држави. Само Црвен крст влегува, ние имаме соработка со Црвен крст, иако не е некоја на завидно ниво. Во саботата нивното возило беше премногу мало за да ја прими помошта која ние ја носевме на бегалците, ние отидовме исто така со наше возило, придружувани од Црвен крст. Така да ние стоиме на располагање на Црвен крст, бидејќи се работи за една голема хуманитарна криза која што ние ја очекувавме од февруари. Сега е многу доцна да се преориентираме и да ги збиваме редовите и да размислуваме што да направиме. Ова беше очекувана бегалска криза и ние се трудиме колку што можеме да им олесниме, а единствен пристап има Црвен крст до меѓузоната, па ете со заеднички сили да им олесниме голготата на луѓето. Постои ли можност таму да се отворат шатори, на некој начин да се заштитат луѓето и кој би можел тоа да го стори? Значи, со шаторите имаме многу чувствителна работа, колку и локалното население би прифатило да им се создаде еден бегалски камп во Македонија. Значи, треба да се размислува и за тоа. Сме имале 2 неуспешни бегалски кризи ние тука, Босна и Македонија, каде што имаше многу пропусти. Сега се работи за население кое што се луѓе кои што немаат многу допирни точки со нас, значи луѓето во Македонија тогаш беа бошњаци, албанци и пак некако имавме заеднички точки со нив. Се е многу чувствително за камповите, но со оглед дека луѓето не сакаат да останат во Македонија, туку сакаат само безбедно да ја поминат Македонија. Го имаме законот со 72 часа, ние само апелираме до надлежните да го почитуваат законот кој што на нив им гарантира слободно да може да се движат низ Македонија. Не постои законска основа со која тие ги држат во бафер зоната, во меѓузоната. Не постои законско оправдување поради кое тие се таму каде што се. Значи нека ги пушта да транзитираат во Македонија. Ако е голем приливот, нека имаат предвид за жените, децата и постарите, но сепак да се почитува законот. А што е со Србија, со зајакнати контроли што се кон македонската граница? Па многу малку мигранти се враќаат од Србија. Значи, јас често пати тоа го користам го кажувам дека миграцијата е како река. Мигрантите наоѓаат начини да влезат во Србија. До сега многу мал број се вратени во Табановци, но тие пак продолжуваат и влегуваат во Србија. Значи, што прави Србија? Србија има сега голем број бегалци во Прешево и таа веднашка прави прифатен центар за нив. Не ги остава во шатори. Но сепак и тие успеваат. До сега, значи, успеваат да преминат границата со Србија, додека Србија вели дека нема да го забрани правото на азил на ниту еден граѓанин кој што тоа го бара. А сега ви имате во меѓузоната кој знае колку луѓе кои што можеби би го барале азил, имаат право да бараат азил, а не можат воопшто да дојдат до полициските станици во Гевгелија и тоа свој барање да го приложат. Значи, потврливме со меѓузоните, сме целосно потврлиле како човештво, како институции, како организација, како систем. Тоа што ние апелираме да се почитува законот 72 часа, значи дека тие можат слободно да се движат низ Македонија 72 часа, значи да ги користат медицинските услуги кои што според одлуката Министерството се бесплатни, и тоа ние ги информираме. Исто така може да користат и хотелско сместување, бидејќи се знае точно кога влегле во Македонија. Иако немаат патни исправи, но за жал хотелите имаат наредба да не ги примаат мигрантите со потврди. И ако имаме жени, деца и бебиња кои што сакаат да се одморат, тие воопшто кога поминува возот од Гевгелија до Табановце, воопшто полицијата не им дозволува да излезат од возовите за да дојдат во Скопје да купат облека, зашто некои од нив имаат и пари, сега да купат нова облека, да се одморат во хотелите, да се освежат. Сепак хотелите имаат наредба, иако значи законот
не го прецизира нивните права, но сепак 72 часа слободно движење низ Македонија, значи дека тие ги имаат правата кои што ги уживаат странците во Македонија, тоа подразбира и хотелско сместување. Хотелите сме збореле со нив, тие велат дека Министерството за внатрешни работи не дозволува, Министерството за внатрешни работи вели дека не, законот го покрива тој момент, така да се соочуваме со закон кој што не знаат институциите како да го имплементираат, ниту даваат насоки на полицијата и на службениците како да постапуваат согласно законот. Значи ние бараме да оваа криза која што се случува во Македонија, бегалската, биде алармантна за сите институции во Македонија, како што е алармантна за нас како невладини, функционираме 24 часа, функционираме и викенди, да биде така и за нив, да се веднаш да се наоѓа солуција за овие луѓе. Тоа се луѓе, тоа се приказни, тоа се семејства, тоа се животни судбини. Не може Македонија и понатаму да биде црна и небезбедна точка за нив. Така да, ако имаме сега закон кој што им овозможува 72 часа слободен транзит, ние бараме тој истиот закон да се имплементира и да важи.